Добар ден на сите. Почитувам господин Самуил Жбогар, амбасадор на Европската унија во Република Македонија. Почитувана професор доктор Рената Десковска, министер за образование и наука. Почитувани гости, колеги наставници, драги наши ученици. Дозволете ми пред се да ви се заблагодарам и да им се заблагодарам на организаторите за укажаната чест нашето училиште Гимназијата Орце Николов да биде домаќин на овој значаен настан. Од позиција на професор има многу нешта за кои што би можел да зборувам, за тоа што треба, а може би ни недостасува за поквалитетно образование, но ќе наведам само 3, според мене, основни нешта. Пред се тука се мотивираноста на учениците и на наставниците за интеракција, заемна поврзаност и желба за соработка на релација ученик-наставник, создавање подобри услови за индивидуализација на ученикот и негово способување за самостојна работа на часот и дома. Втората работа е промена на наставните програми во насока на функционално подобрување на нивните содржини, а не само формално улеснување. Третото нешто, кое е непосредно и директно поврзано со наставните програми, е изготвување нови учебници, кои за да бидат квалитетни, нема да се подготвуваат преку ноќ, туку на авторите ќе им се даде простор од најмалку 1 година за да се провери нивната функционалност и секако за да бидат задоволени сите принципи и форми кои се белег на навистина едно квалитетно образование. Од позиција пак на сегашен директор на Орце Николов, можем да кажем дека раководната функција на една ваква образовна институција, во која се школуваат нашите деца, во период кога од деца и адолесценци, на крајот од 4-та година ја постигнуваат својата зрелост, не е нималку едноставна таа задача. Таа бара од секој нас огромна посветеност и работа, не само на организацијата на самото училиште, туку и работа на создавање и одржување услови за солидни, колегијални, меѓучовечки односи, желба за постојано напредување на квалитетот на наставата, а од училиштето да се направи место во кој учениците ќе се чувствуваат како во свој втор дом. И да не должам повеќе, ќе го завршам моето обраќање со желба за плодна и успешна работа која не завршува денес и овде и која е само едно камче од мозаикот на тема успешно квалитетно образование. Ви благодарам. Ви благодарам, директоре. Стратегијата за образованието и низиниот акцијски план беше подготвена со поддршка на Европската унија. Го поканувам шефот на делегацијата на Европската унија, неговата екселенција Самуил Жбогар. Почитуван директор на свеучилиште, почитувана министерка Десковска, ladies and gentlemen, dear kids, dear students, education is crucial for development of every country, at both personal and collective level. Education helps children to grow into knowledgeable citizens who are ready to cope with challenges, not only with these stemming from the labor market. Education helps pupils and students to develop individuality, along with the sense for the common good. It helps them get qualifications that will bring them competence and fulfillment. So education is crucial not only for economic advancement, it is a driving force of overall societal progress and development. Почитувани госпоѓа министерке, дами и господа, драги ученици, образованието е клучно за развојот на секоја земја, како на лично, така и на колективно ниво. Образованието им помага на децата да пораснат во информирани граѓани кои се подготвени да се справат со предизвиците и тоа не само тие што потекнуваат од пазарот на трудот. Образованието на учениците и студентите им помага да развијат индивидуалност заедно со чувство за заедничко добро. Им помага да добијат квалификации кои ќе им донесат компетентност и исполнетост. Така, образованието не е само клучно за економскиот напредок. Тоа е движечка сила на целокупниот општествен напредок. Today we are marking the government's adoption of the new adoption strategy 2018-2025.
the EU has been pleased to support the Ministry of Education and Science in its development. The process also included civil society representatives. Денес го одбележуваме усвојувањето на новата стратегија за образованието 2018-2025 од страна на владата. ЕУ со задоволство му даде поддршка на Министерството за образование и наука во изработката. Процесот вклучи и представници од граѓанското општество. The implementation of the strategy must address many urgent challenges in this area. Many strategic documents have been adopted before for this purpose, and I hope that this document will be well implemented. Спроведувањето на стратегијата мора да се осврне кон мноштво итни предизвици во оваа област. Голем број стратешки документи веќе се усвоени за таа цел. Се надевам дека овој документ ќе биде добро спроведен. The latest OECD assessment of the quality of education ranked the country at the bottom of the list of 17 countries, which I think is something we all should worry about and reflect about. And that's why the strategy should be the main tool in overcoming the accumulated problems in all areas of education. Последната проценка на ОЕЦД за квалитетот на образованието земјава ја рангираше на дното на листата од 70 држави, што представува тема за која треба да размислуваме и да бидеме малку загрижени. Затоа стратегијата треба да биде главна алатка за надминување на собраните проблеми во сите области на образованието. Quality education requires first and foremost investment in teachers. Квалитетното образование прво и основно бара инвестирање во наставниците. It also necessitates curricula that are relevant to the labor market, not only locally, but Europe-wide and internationally. Бара и наставни планови што се релевантни за пазарот на трудот, не само локално, туку ширум Европа и на меѓународно ниво. New methods of teaching and learning need to be developed. Today's labor market requires a balanced mix of basic and transversal skills, which will boost employability. Мора да се развијат нови методи за предавање и учење. Денешниот пазар на труд бара уравнотежена мешавина од основни и трансферзални вештини со кои ќе се зајакне способноста за вработувањето. And last but not least, the strategy should help create environment in which pupils and teachers are able to pursue excellence in science while fostering culture of democracy, tolerance and